Порано беше, како каже свекар, како каже свекрва, мама, тате. Сега не бе, млади си прави, мене да ми е добро. А свекар и свекрва, што зборив, нека зборив. А и јас сега, значи, на времето сум слушала, а сега се ја освести по стари година. Викам на керки, викам, деца, викам, што викам? Ви живеете, омо живее, имате си своји деца, имате си мужи едно друго. Мамче сако ќе да живи, ке си шетам. Останали ми може još 5-10 години највиш. Толку е на живот. Лесковац е нешто кое што нашите македонци некако се приврзани и културолошки сме повише поврзани со самите срби, така да Лесковац ни е блиска дестинација, поевтина дестинација. И пред се доаѓаме за преубавата храна. Лесковац е надалеку познат по својата преубава храна која што има своите лесковачки плескавици кои што се надалеку познати. Така да доаѓаме најчесто и заради специјалитетот, и заради дружба и да размениме комуникација помеѓу нас македонците, србите, каде што едноставно се здружуваме и сите заедно одиме на прослава. Ние доаѓаме втора година, собрани сме 14 колешки. Претходната година многу убаво си поминавме, така да одлучивме и оваа година да дојдеме пак. Одам по повод 8 март, а меѓу другото не сум испуштила ништо друго. Секоја година, едно 3-4 сигурно. Не сум одила до сега. Ова ми е прва година сега ќе одам. Пошто имаше некој случај што не сум можела да одам. И сега ми е прв пат што идам вака организирам. Забава, друштво. Друштвото ми е најбитно, мислам. Прво и прво друштвото, а после и забава. Претежно за луѓе кои што Лесковац на некој начин им е блиску, сакаат да си направат еднодневна прошетка, да си се почастат самите себе. Организираме еден преубав свечен ручек кој што го правиме во хотел Бавка недалеку од самиот центар на градот. Традиционално се организирана музика во живо со многу пеачи, изненадувања кои што се случуваат таму и ред други работи. Не ни фалат мажи за добра забава, ние жените прекрасно се поминуваме. Со добро друштво. Затоа е денот на жената, значи само жени. Една традиционална програма која што организираме секоја година и веќе луѓето на некој начин се навикнати, научени, очекуваат секогаш кога ќе дојде 8 март да ја правиме повторно истата програма и повеќето од патниците, можам слободно да речам, над 60% од патниците се луѓе кои што постојано доаѓаат и секогаш со нив доаѓаат уште плюс дополнителни пријателки, роднини, нови луѓе кои што уживаат во оваа прекрасна програма. Мажот ќе ти донесе едно цвеќе и ќе ти вика стави ручок. Така се, сега сами си го правиме, нели, се поубав и поубав. Порано ми е било, зашто ми смо од село, селјаци. Значи, сади, работи, копај, деца чувај, све сам работал. А задњевија 2 години, фала му на Господа, нон-стоп шетам. Значи, убаво е дека, значи, убаво е за друштво, да се дружиш. Највише за тоа идемо, да забравиш за дома. Нашите мајки и баби го немаат ова доживеано како што ние сега го доживуваме сето тоа. А порано се организираше, ама во скоп на рамките на нашата држава, значи кај нас во рестораните, бидејќи ние сме од Штип, значи градот се организираше во локалните ресторани, а сега некако стана малку и подостапно за луѓето и цените се горе-долу изедначени, значи дали кај нас, дали во Србија, тут се работи за една дневна прошетка, ја работиме секогаш во недела да биде неработен ден, каде што луѓето ќе бидат слободни, едноставно ќе прошетаат до Србија, ќе уживаат во преубавиот ден, денес преубаво време. За нашиот плат, ја ти кажам, скапичко, ама секој значи сака да си прослави, да си одели од тоа што има, да си го одели тоа.
А и многу скапа, значи свие скапо, скупотија голема. Ние жените заслужуваме, барам мака не повише еднаш во годината да излеземе и да се дружиме, дали со колешки, со друштво. Нема, животот е краток, значи стресови има превише. Немање на паре, сакале овој, сакале оној. Мислела порано, али сакав. Оќу да живеам. Секоја следна година да биде последен гласот на жената, подалеку да се слуша. Значи жената треба да има свое ја. Ако го нема жена свое ја, ништо не е направила.